Откако го изслуша 90-минутниот говор на пратеничката Владанка Вировиќ, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева демонстративно ја напушти седницата на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците. Во своето излагање Вировиќ речиси 2 часа зборуваше и поставуваше прашања за стручноста на специјалната обвинителка. Како ангажиравте стручни експерти од надвор од други земји? Како предметите ги давате во Германија или на друго место? Значи, јас ве прашувам, како во едни предмети ангажирате странци, во другите не може да ангажирате странци? По ова Јанева изјави дека ја напушта комисиската расправа и ќе се врати само на пленарната седница. Кажувам и ве известувам дека ова е последно што ќе дојдам на... Еве така да знаем. Последно не доаѓам веќе, освен на пленарна не доаѓам. И сега ќе си одам. Ајде. Давам пауза, почитувани колеги, 1 час. Пред да ја напушти седницата, Јанева упати прашање до Врховниот суд и Советот на јавни обвинители за обструкциите, кои тие ги прават врз работата на СЈО, и најави дека и покрај потешкотиите со кои се соочуваат, сепак правдата ќе победи и ќе се врати до вербата на граѓаните врз институциите. Забелешка за работата на комисијата поточно нејзиниот председател имаше Талат Џафери од ДУИ. Тој го обвини Владко Ѓорчев дека во својот говор во петокот поттикнувал меѓуетничка нетолеранција и побара извинување. Вашите ставови кои ги имавте во последната дискусија се во колизија со кривичниот законник, бидејќи вашите лични ставови имаат поттикнувачки елементи врз етничка, религиозна и меѓудржавна основа, нешто што не смее да се толерира. Од ДПА пак изјавија дека Ѓорчев не треба лично да се извини, туку дека тоа треба да го направи неговата партија. Ни најмалку не ни остава впечаток дали ќе се извиниш или не. Тука е важно кого застапуваш. Ти тука го застапуваш парламентарното мнозинство кое формира влада. Веќе 4 дена во Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците се расправа по 6-месечниот извештај на СЈО. Како точка на дневен ред е ставен и годишниот извештај на јавното обвинителство. Но се чини дека Марко Зврлевски ќе почека да дојде на дневен ред.